Добро вечер. Општина Ѓорче Петров донесе одлука да се наплаќа по 600 динари за користење на новото повеќенаменско игралиште. Започнуваме с урбаните вести. USAID и град Скопје основаа локален економско-социјален совет. Развојни предизвици и партнерство во општина Газибаба. Од денеска до 21 декември, бремените жени и работниците постари од 60 години да не одат на работа. Пакомак и кафулињата во еколошка акција. Со цел подобрување на севкупното живење, подобрување на квалитетот на работењето на локалната самоуправа, на јавните предпријатија, како и обезбедување на поефикасни услуги за граѓаните и бизнисите, градот Скопје потпиша спогодба за основање локален економско-социјален совет. Денеска представници од град Скопје, Организацијата на работодавци на Македонија, Сојузот на синдикати на Македонија и Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија потпишаа спогодба за основање локален економски социјален совет на град Скопје, како заедничко, консултативно и советодавно тело на градот. Основна цел и задача на локалниот економско-социјален совет е воспоставување на јавно-приватен диалог и иницирање на проекти за развој на градот Скопје, подобрување на севкупното живење, подобрување на квалитетот на работењето на локалната самоуправа, јавните предпријатија, обезбедување на поефикасни услуги за граѓаните и бизнисите, што во крајна инстанца ќе придонесе за економски развој на градот во целост и особено намалување на невработеноста на младите, истакна градоначалникот Куце Трајановски. Сведоци сме дека во последните неколку години интензивно се зборува за потенцијалот што може да го произведе соработката меѓу јавниот и приватниот сектор, односно социјалниот диалог, кој еднакво ги засега и работодавците и работниците. Градот Скопје, можам слободно да кажам, дека од пред неколку години интензивно го спроведува овој нов концепт кој се јавува во последните неколку години во Република Македонија и има евидентни резултати заедни и очекува за други проекти да има резултати од соработка со приватните партнери во идеја. Концептот јавно-приватно партнерство ја опишува врската меѓу јавните и приватните ресурси кои се користат за спроведување на активности и локални политики кои имаат позитивно влијание врз членовите на заедницата. Основна цел и задача на локалниот економски социјален совет е воспоставување на јавен приватен диалог, иницирање на проекти за развој на градот Скопје, подобрување на севкупното живење, подобрување на квалитетот на работењето на локалната самоуправа, јавните предпријатија, обезбедување на поефикасни услуги за граѓаните и бизнисите, што во крајна инстанца ќе придонесе за економски развој на градот во целост и особено намалување на вработеноста кај младите. Седиштето на Советот ќе се наоѓа во град Скопје и ќе брои 17 членови, и тоа администрација на градот 4 членови и Совет на град Скопје 2 члена, Организацијата на работодавци на Македонија 5 члена, Сојузот на синдикати на Македонија 3 члена и Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија исто така 3 члена. Секој од партнерите својот представник ќе може да го именува и да го менува во текот на мандатот врз основа на своји документи и избор правила. Мандатот на членовите ќе трае 4 години. Ставови и одлуки на Советот ќе се донесуваат со консензус на членовите, а за да може да се одржуваат седници, потребно ќе биде присуство на половина од членовите. Работата на Советот е јавна, а седниците ќе ги закажува и води председавачот. Локалниот економски социјален совет својата функција ќе ја остварува преку седници, работа на работни тела, ангажирање на стручни лица за прашања од делокругот на работата на локално-економскиот совет и индивидуална активност на членовите на Советот. Проектот на USAID мрежа ЕС го спроведува Центарот за развој на образованието, глобална непрофитна организација посветена на подобрување на учењето и унапредување на здравјето. Проектот соработува со Агенцијата за вработување, средните стручни училишта и невладините организации кои работат со младинци, со цел да им помогне на учениците од последната година на образованието и невработените млади лица преку кариерно советување, обука за подготовка за вработување и за работа, како
кои искуства на учење преку работа, практиканство, практична работа и предприемачки активности. Сите тие се развиени за да им помогнат на младите луѓе да влезат во светот на исполнувачката и продуктивна работа, потенцираше директорот на мисијата на USAID Джеймс Стайн. Ослободување од работните обврски на најранливата група на население, односно бремените жени и лицата над 60 години. И оваа обврска да важи за вработените во државниот и во приватниот сектор поради загадување на воздухот, кое деновиве е над дозволеното, препорачува Министерството за труд и социјална политика. Сите правни субјекти за делот од работите што ги извршуваат на отворено, односно имаат работници кои работат во надворешни услови, да ја организираат својата работа на отворено од 11 до 17 часот. Ова особено се однесува на градежните работници, што од една страна ќе има влијание на заштитата на работниците, а од друга страна ќе ја намали градежната активност што ќе придонесе за помала емисија на честички во воздухот, посочуваат од Министерството. Во градинките и во училиштата, како што истакнуваат, да не се практикува физичка активност на отворено и да не се изнесуваат децата на отворено. Од Министерството апелираат единиците на локалната самоуправа, Црвениот крст на Република Македонија и центрите за социјални работи во засегнатите региони да имаат поактивен пристап и да даваат помош на стари, изнемоштени лица и бездомници. Препораките се согласно со добиените информации од Управата за хидрометеоролошки работи, според кои се очекува актуелната состојба каде се забележува присуство на поголеми од предвидените концентрации на материи во воздухот да продолжи и во наредните денови, односно да нема интензитет и присуство на ветрови и врнежи. Од Министерството потсетуваат дека владата на последната седница усвои поголем број на краткорочни мерки кои ќе важат до сабота, 21 декември 2013 година, кога повторно ќе се изврши реоценување на ситуацијата. Мерките и препораките на владата ќе важат од денеска до сабота на територијата на Скопскиот, Тетовскиот, Битолскиот и Кичевскиот регион. Општина Газибаба денеска на Скопскиот сајм го организираше бизнис форумот, развојни предизвици и партнерството во општината, на која учествуваа околу 40 компании и невладини организации од подрачјето на општината. Форумот се состоеше од 5 тематски сесии, а се презентираа и развојните цели на општина Газибаба. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Во дипломатската сала на Скопскиот сајм, денеска општина Газибаба и градоначалникот Тони Трајковски организираа бизнис форум на тема развојни предизвици и партнерството во општина Газибаба. Форумот се состоеше од 5 тематски сесии како просторот и развојните предизвици во општина Газибаба, инвестицијскиот и локацијскиот потенцијал на општина Газибаба, човечкиот капитал и образованието, партнерството на чинителите на општината виса-вија европските фондови и грантовата платформа и стейкхолдерите за поддршка на локалната заедница. На бизнис форумот присуствуваа представници од општина Газибаба како организатор на бизнис форумот и градоначалникот Тони Трајковски, представници од Сојузот на синдикати на Македонија и Стопанската комора на Македонија, представници од бизнис секторот и други субјекти во градот Скопје. Градоначалникот Трајковски на присутните го презентираше развојот и потенцијалите со кои располага општина Газибаба. Навистина направивме големи чекори во соработка со градот Скопје, затоа што сме дел од градот Скопје, посебно во делот на урбанизирање на просторот на градот Скопје и реализација на капитални проекти кои што се во делот на патната, комуналната инфраструктура, се со цел за да овозможиме подобар развој на општината. Работиме на реализација на капитални проекти и овозможување на можности за привлекување на инвеститори. Многу битна работа за функционирање на една општина е партнерскиот пристап и партнерското работење. Ние во континуитет тоа го работиме, но секогаш постојат можности за уште подобро заедничко здружување и подобро заедничко планирање, посебно во делот на планирањето и реализацијата на одредени проекти. Еден стратешки документ е стратегијата за локален економски развој за следните 4 години веќе е усвоена. Исто така се усвои подстратегија за руралниот развој, а сега сме во постапка и во фаза на носење на нов локален еколошки акционен план, кој што исто така ќе дефинира и во делот на заштитата на животната средина, како понатака и кои се
проекти ќе треба да се реализираат. На форумот Општина Газиоба исто така ги презентираше и своите цели на делување, и тоа презентација на просторните, развојните и инвестицијските предизвици на општината висавија глобалните трендови во таа сфера, презентација на човечкиот капитал и неговото образование висавија потребите на заедницата, презентација на европските искуства на партнерствата на стейкхолдерите во заедницата во ползувањето на европските фондови и општествената одговорност во функција на локалната заедница. Вчера вечер во општина Бутел беше отворена третата ликовна изложба од делата создадени на третата ликовна колонија Љубанци 2013, што се одржа годинава во познатото село Љубанци. Пред очите на јавноста изложени се 34 дела од 18 автори, од кои 29 уметнички слики и 5 скулптури. 4 скулптури се работени во дрво, а една изработена во мермер. Ликовните дела се акрил на платно и масло на платно. Најзастапени мотиви на изложените дела се селските предели и пейзажи на Љубанци, неговата стара архитектура, бачилата на Скопска Црна Гора, а дел од авторите инспирацијата ја побарале во својата душа, во својата абстракција, женското торзо и друго. Изложбата ја отворија градоначалникот Петра Латиновски и председателот на Сдруженијето на ликовни педагози на Скопје, воедно и реномиран уметник Владимир Лазовски. Градоначалникот Латиновски истакна дека ликовната уметност им станува се поблиска на граѓаните од општина Бутел. Изложбата ќе биде отворена до 23 декември 2013 година. Како градоначалник ми представува големо задоволство кога идеите поминуваат во традиција, кога традицијата поминува во дела. Она што ми е посебно драго, што сакам да истакнам, зашто е одбрано токму на населеното место Љубанци, затоа што таму имаме услови, постои интернат, постои училиште, навистина постојат инспирација за уметниците, не само од богатството на пейзажи на нашата Скопска Црна Гора, туку постои традиција, постојат обичаи, постојат културно-историски споменици, се тоа една инспирација за уметници. Творечката работа на колегите ликовни уметници е пред нас едно богатство на боја, идеи. Би требало да ги споменем тука и младите ликовни творци, тоа се децата, учениците од општина Бутел, кои творија исто го дадоа свој придонес за Скопје, со едно цветно срце, со сонце кое грее и топли, се вклопија во манифестацијата Љубанци 2013 година. Синдикалната минимална кошничка, чиј износ се мери според цените на најосновните продукти во Македонија, за ноември изнесувала 32.144 денари, информираат од Сојузот на синдикати на Македонија. Најголемиот процент на трошоци во кошничката отпаѓа на исхраната и пијалоците, околу 42%. Висок износ на трошоци, според синдикалната минимална кошница, има домувањето, на кое отпаѓа 32%, и кога ќе се соберат само овие две ставки, приближно се добиваат 75%. Во ноември, според синдикатите, за храна и пијалоци биле потребни 13.500 денари, додека за домување минимумот кој бил потребен да се потроши биле 10.265 денари. Во Европа, храната и пијалоците не се поголем трошок од 30% од кошничката, велат од ССМ. Според минималната кошничка на синдикатите, за хигиена во ноември минимум биле потрошени 2.220 денари, за превоз 2.330 денари и за облека и обувки само околу 2.000 денари. За културата, според пресметките на синдикатите, во ноември можело да се потроши околу 1000 денари, а за здравието само 600. Просечната плата на граѓаните годинава се движи околу 21.000 денари, но неголемиот дел од работниците, или 95%, земаат плати под просекот, а дел од нив по неколку месеци не добиваат плата. Последните податоци од Државниот завод за статистика, кои се однесуваат за септември, укажуваат дека 1,2% од вработените не зеле плата. Од Сојузот на синдикатите
синдикати велат дека во вакви услови треба или полека да се зголемуваат платите за полесно постигнување на исплаќање на цените од непотрошувачката или пак да има намалување на цените. Најдобро е да се направи баланс меѓу двете работи. Компанијата Пакомак, која што во јавноста е препознатлива по своите еколошки акции, најчесто спроведувани во училиштата, денеска представи нов систем за селективно фрлање отпад во угостителството. Акцијата ќе започне да се спроведува од денеска. Кафулињата и рестораните ќе бидат директно вклучени во овој проект, со тоа што во секој од нив ќе има 3 различни корпи со ознаки за стакло, пластика и хартија. Персоналот во овие објекти ќе мора да се придржува до ова правило, а она што ќе треба да се направи е доста едноставно. По потребата ќе треба да се фрлат амбалажите од пијалоците во корпата намената за таков тип на амбалажа. Компанијата Пакома ги поканува сите да ги отфрлат лошите навики и со правилно селектирање на отпадот совесно да ги зачувуваат природните убавини на својот град. Пакома го направи првиот чекор и го поддржа угостителството во областа на одговорно однесување кон отпадот и негово селективно собирање. Преку оваа акција сакаме да ја зголемиме свесноста кај луѓето дека за да го искористиме она што ни го подарила природата, мораме да почнеме одговорно да се однесуваме кон нашиот животен простор. Целта на овој проект е да создадеме здрави еколошки навики и едноставно поубава средина за живење за сите нас. Се надеваме дека оваа акција ќе биде успешна и ќе инспирира и други угостителски објекти да ни се приклучат, како и дека овој проект ќе стане камен тимелник на едно почисто и поубаво Скопје, изјави директорот на Пакомак Филип Ивановски. Во последната година Пакомак оствари над 20 проекти и акции кои постигнаа голем успех и со кои Пакомак се покажа како компанија која навистина придонесува за животната средина. Ова е уште еден проект од кој се очекува не само успех, туку и зголемување на свесноста кај граѓаните, со селектирање на употребената амбалажа и незиното понатамошно рециклирање. Ја чуваме природната убавина на нашиот град, на радост на сите нас и генерациите кои допрва доаѓаат, велат од Пакомак. Кон акцијата досега се приклучија над 15 познати скопски кафулиња и ресторани. На овој начин овие угостителски објекти како дадат својот придонес кон општествено одговорното однесување и зачувувањето на животната средина и природните богатства на нашиот главен град. Борис Бекер е нов тренер на српскиот тенисер Новак Џоковиќ. Голферот Тајгер Вудс е голема заработка меѓу спортистите со $78 милиони. Следува спортот, но при тоа рекламите.